добар ден од Минхен и добар ден од 62-та Минхенска безбедносна конференција. Денешниот прв ден овде го започнавме со средба која што е многу значајна со високи представници на компанијата Шварц, најголемата или едно од најголемите во светот и едно од најголемите овдека во Германија, со годишни приходи повеќе од 180 милиарди евра. Компанијата Шварц вработува повеќе од 605.000 вработени и е присутна во повеќе од 30 земји во светот, помеѓу нив е и нашата Македонија. Вториот состанок како продолжување на оној состанок во Давос го имавме со сопственикот на компанијата 4AG, господинот Гелерт, кој што е веќе присутен во Македонија како сопственик на лиценца за трет мобилен оператор. Она кое што е значајно, а треба да се истакне и да го знае македонската јавност и македонските граѓани, е фактот дека покрај постоечкото инвестицијско портфолио и двете компании, и компанијата Шварц и компанијата 4AG планираат дополнителни инвестиции во Македонија во сосема поинаква област, во сосема поинакво портфолио, а тоа е вештачката интелигенција, дата центрите и енергетиката, односно производството на електрична енергија. Понатаму бевме дел од свеченото отварање на 62-та Минхенска безбедносна конференција, каде што свое значајно обраќање имаше германскиот канцелар Мерц, а овој дел од денот го завршуваме со состанок со претседателот на Европскиот совет, господинот Антонио Кошта. На состанокот разговаравме за евроинтегративниот процес на Македонија и она кое што е важно за македонските граѓани, тој процес да не биде билатерализиран, да не биде понижувачки и да биде сочуван македонскиот идентитет и приоритетите на македонските граѓани.